Извештај за работата на Комисијата за наградата Димитар Митрев на Друштвото на писателите на Македонија. Комисијата за доделување на наградата за критика и есеистика Димитар Митрев на Друштвото на писателите на Македонија во состав професор доктор Иван Джепаровски, професор доктор Наташа Аврамовска и доцент доктор Атанас Чупоски, својот прв состанок со оглед на околностите поврзани со пандемијата го одржа онлайн на 13 јануари 2022 година. На овој состанок за председател на комисијата беше избран професор доктор Иван Джепаровски, кој врз основа на правилникот на Друштвото на писателите на Македонија ја водеше оваа седница. Потоа се констатира дека на конкурсот се пријави на 5 членови на ДПМ со своји дела и се утврди дека сите пријавени дела ги исполнуваат пропишаните услови. На својата втора седница, одржана онлайн на 28 јануари 2022 година, комисијата пристапи кон анализа и вреднување на пријавените дела. Во потесен избор влегоа делата Времето на Конески од Димитар Пандев, Слободата на стихот на Сузана Спасовска и Книжевноста низ критичка визура на Ана Мартиновска. Книгата на Мартиновска е збирка критики, есеи и студии пишувани во период од 10 години, доминантно врз единствениот фон на родовиот книжевно-критички прочит и со фокус на новите тенденции на книжевната продукција кај нас и во светот. Научниот труд на Сузана Спасовска, Слободата на стихот, иако публикуван 20 години по неговиот испис како магистерски труд, денес се уште недоместува сериозен недостаток во систематското проследување на слободниот стих во македонската книжевна наука. Монографското дело на Димитар Пандев, Времето на Конески, проследувајќи ја спрегата на проучувањето на јазикот и книжевното творештво на Конески, проговорува за градирањето на јазикот на многовековната книжевна традиција на македонска почва во современите македонски јазик и литература. Одлука на седницата одржана на 28 јануари 2022 година, Комисијата за доделување на наградата Димитар Митрев едногласно ја донесе одлуката наградата да му биде доделена на Димитар Пандев за книгата Времето на Конески. Образложение. Книгата на Димитар Пандев Времето на Конески представува врвно остварување во доменот на критиката и есеистиката, во кој на суптилен и убедлив начин авторот со својот препознатлив стил на искажување остварува успешна синтеза на сопствените повеќедецениски лингвистички, книжевно-историски и поетолошки толкувања на творештвото на корифеот на нашата наука и книжевност Блаже Конески. Пристапувајќи кон делото на Конески со огромно знаење, прецизно и со истенчен сензибилитет, во есеите од оваа книга авторот Димитар Пандев се занимава со времето на Конески, тргнувајќи од времето на кодификација на македонскиот литературен јазик, па преку времето на проучувањето на минатото како влог за еднината, потем времето на лингвистиката и поетиката, како и на местото на личноста на Конески во своето време. Авторот Димитар Пандев во завршното поглавје Времето на Конески, време на стилски синтези, како и во епилогот Успешната приказна на Конески, ги резимира ставовите од прологот и од претходните поглавја и успешно го образложува и го брани мислењето дека Конески и со своето дело и со својот личен опит го издигна македонското културно наследство и македонската јазична стварност на рамниште на целосно оформена македонска филологија, ја проектира еднината на македонскиот литературен јазик и ја зацврсти историската подлога на македонскиот народен јазик со определувањето на македонскиот влог во словенската писменост и со свој личен пример ги совлада сите стилски искушенија пред кои беше исправен македонскиот литературен јазик, со своите стилски синтези. Оттаму, книгата на Пандев и самата синтеза на сопствените повеќедецениски проучувања на делото на Конески представува успешно и достојно остварување кое ќе биде неизоставен дел од натамошните проучувања кај нас и во светот на лингвистичкото, книжевно-историското, поетското и поетичкото дело на Конески. Комисијата исто така сака да укаже дека пристигнатите дела на конкурсот се различни во својата жанровска припадност и дека сите поодделно остваруваат високи естетски, есеистички и книжевно-критички вредности. Ова се однесува на книгите на Славе Ѓорѓо Димовски, Пат покрај патот и на Трајче Кацаров, Чекорање во осаменост, како и на двете дела кои покрај наградената книга влегува во потесен избор за наградата, имено книгите на Сузана В. Спасовска Слободата на стихот, студија за македонскиот слободен стих и на Ана Мартиновска Книжевноста низ критичка визура. Во Скопје на 28 јануари 2022 година комисија професор доктор Иван Джепаровски, професор доктор Наташа Аврамовска, доцент доктор Атанас Чупоски.
Сакам да изразам особено задоволство од наградата Димитар Митрев, особено за оваа моја книга Времето на Конески, бидејќи времето на Конески е и наше време, време во кое што и ние сме созревале, тоа е времето на Друштвото на писателите на Македонија и преку оваа книга сум сакал да ги истакнам сите оние пориви што произлегле во македонската лингвистика и во македонската филологија, а што на извесен начин се поврзани со Друштвото на писателите на Македонија, чиј прв председател и еден од основачите е токму Блаже Конески. Добивајќи ја оваа награда, јас чувствувам одговорност да продолжам со понатамошно проучување на делото на Конески, по оној принцип за кој што и тој самиот се залагал, а тоа се навраќањата кон темите што одамна сме ги започнале. Оние теми што Конески ги започна во својата младост, ги заокружи во последната деценија од своето творештво и на извесен начин секогаш ги надополнуваше по оној семиотички принцип. Во рамките на тие навраќања сакам да истакнам дека на делото на Конески може уште повеќе да му се пристапува, пред се и од позициите на новите современите лингвистички и книжевни теории, од кои што особено сакам да го нагласам новиот биографизам. Како еден од познавачите на животот и делото на Конески, јас му пристапувам се уште на делото на Конески од аспект на неговиот живот, но на извесен начин сакам да ги одделам во анализата она што е негов живот од неговото творештво. Токму во оваа книга мислам дека успеав на извесен начин да се ослободам од тој биографизам кој што секогаш го имав предвид пишувајќи ја оваа книга. Впрочем, писателите живеат во своите биографии и на извесен начин се одлачуваат од нив. Тоа е особено карактеристично за писател од рангот на Блаже Конески. Уште еднаш благодарам.